Почетокот на летото носи и бројни настани во целата држава. Еден таков традиционален најавуваме наредниве минути во Македонија. Наутро преку 20 афирмирани сликари од Македонија, Балканот и Европа ќе бидат дел од 12-тото издание на меѓународната ликовна колонија Вивчански видувања, кое ќе се одржи од 24 јуни до 9 јули во Вивчани. За програмата и организацијата детали да знаваме од нашите гости. Овде во студиото 3 го имаме ликовниот уметник Петар Попчев. Добро утро и добре ни дојдовте. А на скајп не очекува Ефимија Огриновска-Куковска, која што е дел од организациониот одбор на Вивчански видувања 2023. Добро утро, Ефимија, се надевам дека се слушаме. Јас во моментов не ве слушам, ќе ги замолам колегите за уште еднаш да ја пробаме конекцијата. Ајде само да пробаме уште еднаш. Добро утро, дали сега не слушате? Дали е се во ред? Ви слушам, дали? Одлично, сега и ние ве слушаме, се е во ред. Ефимија, даваме предност на дамата и ќе започнеме со вас. Не очекува 12-тото издание на Вивчански видувања. До каде се подготовките? Крај финишира. Ќе се отвори Меѓународната ликовна повеќе од 20 уметници нашите Македонија од светот. 12 години Македонија да им возможиме безпрековни услови за да направила да се заминат без Вивчани од Македонија онакви како што доликува. Рече ми Петар е тука да ви го долови тоа пластично како изгледа тој учесникот првата година на нашата колонија. И токму тоа ќе го прашаме ви и наредниве минути, господине Попчев. Велите, целта на колонијата е да представува простор каде секоја година ќе се објават голем број на светски признаени уметници, кои инспирирани од Вивчани и неговите извори ќе ја промовираат и соработката и почитта помеѓу народите и државите. Успевате ли во мисијата секоја година? Секако. Знаете зошто? Сите зборуваат за убавината на Вивчани. Добра. Извори, природа, све. Никој не ги спомнува вевчанци како луѓе, многу честни, луѓе кои се професионалци до немај каде. И малку е чудно, јас, кога ќе одам во Вивчани, сите деца ми викат добро утро или добар ден. Значи, нема дете кој нема да те поздрави. Значи, фамилиарноста кај нив е многу битна и важна работа. А инаку што се однесува до творештвото, лани ме прашуваше еден од вевчанците, вика, како бе, вика, на твои години уште имаш инспирација за работа и све? Па викам, се бавам со професија која нема крај. Нема ни почеток, нема ни крај. Професија во која нема соодветно образование. Формално е, факултетите за ликовна уметност, тоа се само привидни дипломи. После дипломирањето, уствари, почнува нашиот живот и работа, и значи таа работа не престанува до крај. Ние уметниците се пензионираме тогаш кога сами ќе си дадеме пензија. Значи, ако не работиме, ние сме готови. Ефимија, се надевам дека не слушате. Спомена и господин Попчев дека бројни домашни и странски ликовни уметници ќе бидат дел од колонијата оваа година, но домашни многу звучни имиња ќе бидат исто така задолжени за доброто расположение. Како сето ова програмски е организирано за оние кои што ќе сакаат да дојдат во Вивчани? Свеченото отворање во сабота, тој започнува во 20 часот. Во знакот на годишното постојање на колонијата на почетокот ќе биде доделено одличието од Лапета Фурта на академскиот сликар Ставри Димитров Стадин, пошто ќе следи стендап шоу на нашиот познат актер Сашко Коцев, како и музички настапи на нашите легендарни Калиопи и Владо Јаневски. На нашите гости кои што ќе присуствуваат таа вечер ќе им приредиме многу изненадувања, ќе им приредиме музика, македонска музика за душа. Она што годинава е како
како новост во текот на вечерта на отворањето ќе имаме исто така и спеч уметници кои што ќе прават карикатури од гостите, нешто што е интересно и ќе биде за нив нормално да уживаат во сета оваа програма која што ќе им понудиме. А после тоа во наредните 2 недели кој секој оној кој што е заинтересиран за уметност, кој што сака да поразговара со уметниците, да ги погледне нивните дела, да присуствува, може во одворот на ресторанот Вија Игнација да дојде и да ужива во тој работен амбиент, пријателски, дечињата во позадина одеа инсерт исто така од детската ликовна школа, нешто што подоцна ќе споменам поопширно, и тие исто така ја обогатуваат целата програма на нашата колонија. Многу сме задоволни и горди сме на овој проект. Така да се надевам дека ќе уживаат во програмата. Јас искрено се надевам, сакам да продискутираме за децата, бидејќи ги споменавте, но тука сакам да ве вклучам и двајцата. Господине Попчев, секоја година бројни дечиња идни сликарски надежи имаат можност да се запознаат со тајните на сликарската уметност. Верувам дека и за вас, возрастните уметници, е несекојдневно доживување и многу убава дружба. Секако. Излегува. Не можам да опишам возбудата кај тие деца, кога гледаат постари уметници како сликаат. Нас, постарите, ни е потребна таа енергија, нивна, чиста детска, без никаква намера. Значи, ние возрастните сепак имаме некои намери, злобни, добри или... Кај нив е све исто. Кај нив нема карање. Они се сакаат меѓу себе. Мислам дека тоа се веќе нашите идејата за детска колонија им е одлична, макар што све што Вевчанци и Вија Игнација направиле до сега, направиле на ниво со голем стил и со многу љубов. Да ви кажам... Ако да додат? Да, секако ве слушаме. Бидејќи лани ни беше првата летна ликовна школа со дечиња, имаше огромен интерес, родителите и дечињата беа воодушевени. Бидејќи таква можност во овие наши краишта нема, и кога прв пат слушнаа лани за идејата, беа воодушевени, интересот беше огромен и сите одвај чекаа да се случи оваа втора. Во текот на целата година ме прашуваа, организиравме една изложба во мултимедијалниот центар тука во Овчани, каде што присуствува дечињата и нивните родители, пријатели, на кои што беа особено горди и убав како проект. И оваа година отворивме конкурс пред 2 недели да се пријавуваат, веќе 40 на дечиња се пријавени. Тие ќе бидат поделени во 2 групи. Ние ги обезбедуваме материјали и се што ни е потребно за работа. Тие заедно со уметниците ќе творат во Вевчани во тие 2 недели. И исто така сакам тука, значи, кога станува збор за таа нишка во поглед на учењето, спознавањето на тајните на сликарската уметност и на доградбата на младите како уметници. Сакам да го спомнам и проектот со Шпарка се банка, на кој што сме особено горди. Тие во рамки на платформата за општествена одговорност Шпарка се лайф обезбедуваат на 10 млади сликари од 18 до 23 години да творат заедно со нивните повозрастни поискусни колеги во Вевчани. На периодот кој што следи во 2 групи по 5 студенти ќе ни представуваат тука и ќе изработуваат дела. Делата понатаму банката ги продава на јавна аукција, а средствата кои што ќе бидат собрани ќе бидат доделени на хуманитарни цели. Тој проект на банката е доста значаен како и за младите сликари, така и значајна е сумата на средства што ќе биде собрана и благородно е тоа што ги вложуваат во хуманитарни цели. Благодариме за соработката низ годиниве и се надевам дека овој дух на покрај тоа што, значи, не сме ние само ликовна колонија, туку и прераснахме во еден центар за обука на млади дечиња и млади сликари,
ќе продолжи во иднини. Да. Господине Попчев, во тој контекст, од вас возрастните ликовни уметници имаме очекување и знаеме дека ќе произлезат врвни уметнички дела. Какви уметници се младите? Какви прашања поставуваат? Што ги интересира најмногу? Јас секогаш инсистирам да прашуваат многу повеќе. Ако треба, нека бидат досадни, затоа што начинот на сознавање е доста тежок. Оние што предаваат, доволно е 20-30% да младите го примат, сосема доволно е. Не мора 100% да знаат. Колкава инспирација од друга страна вие на возрастните уметници девчани? Фантастично, видите. Јас станувам многу рано. Со години ја добивам истата соба, каде што звездата Деница, нека 4,5 сат ми се отвара. Се разденува, доаѓа сонце, меѓутоа пред сонцето Деница, звездата, најмногу свети. За мене утрата се најубави, затоа што тука се познава све. Јас првото утринско кафе го пијам горе во центарот на Верчани, каде што го чувствувам пулсот на движењето на луѓето. Кои одат на работа, кои одат на поле, движењето. Значи, наутро е многу битна работа. Не знам, луѓето ја сакаат вечерта јас ја сакам да ви кажам, вевчанските вечери се прекрасни со нивните светулки. Многу ретко некаде во Македонија има светулки. Значи, светулките бараат чист воздух. Да не се сеќам кога последен пат сум видела светулка, еве, кога ја споменав. Јас не видела. Ете, во Вивчани, предпоставувам. Кога небото е ведро, имаме звезди. Светулките летаат околу нас и се мешаат со звездите. Звездите се статични. Меѓутоа, прекрасно чувство е кога едно мало створење е околу тебе, а не може да ти наштети ништо. Преубава слика, предпоставувам. Ефимија, кога веќе зборуваме за една манифестација која што 12-то издание дочекува, рете да споменеме дека почнавте во 2010-та, но исто така рете да споменеме дека попатно имавте и здравствена криза, економска криза и се што ни донесе секојдневието. Колку беше тешко да се одржи традицијата на манифестацијата и покрај сите предизвици? Да ви кажам, после 2 години пауза со корона, минатата година кога најавивме дека повторно ќе биде одржана меѓународната ликовна колонија искаченото отворање, публиката со нетрпение го очекуваше самиот настан на отворањето и понатаму и тие 2 недели каде што Верчаните и Игнација фиксираат познатот на уметноста. Доста уметници сконтактиравме лично, кои што беа загрозени, дали тоа е финансиски или здравствено за време на пандемијата. И Вевчани и нашата колонија им дојде како воздушна бања, уживање и враќање на здравјето, што се вика, и опуштање и релаксирање, а и меѓусебното творење, спознавање на уметници, разменување на култури, идеи, црпењето на различни инспирации, исто така им беше воодушевување и почетна точка за преобразба, за правење на такви дела кои што ги прават веќе. Какви се прашање за двајцата? Какви се очекувањата од ова 12-то издание? Да слушам допис. Какви се очекувањата од 12-тото издание на ликовната колонија? Се е подготвена? Да, се е подготвена. Голем број на учесници, особено горда, повеќе од 15 познати лисикарски имиња од Македонија ќе бидат наши гости. Потоа планираме делата да ги изложуваме низ културниве центри низ Македонија, но исто така и планираме една голема изложба во Белград. Веќе сме го преговори за културен центар, за простор, за сета таа организација. Се ова ние што правиме, сакаме да биде направено како што треба, на професионално ниво
да им овозможиме на уметниците услови за кога ќе заминат од Певчани, да заминат со прекрасни песни. Господин Попчев, какви се очекувањата? Па, очекувањата се најдобри. Зошто? Ги имаме сите можни услови за добра работа. Спиеме на одлични места, се храниме во Вија Игнација, тука исто работиме и јас не гледам никаква причина да не работам. Зошто? Дома имам обврски, пазарење, таму јас сум слободен. Јас само треба да сликам, ништо повеќе. И тоа не е мала работа. Абе не е мала работа, меѓутоа, видите. Ама е задоволство. Да, Во такви услови веројатно е задоволство, нели? Сликањето како работа, јас не ја сваќам како работа и да ви кажам искрено, јас никош не сум уморен. Затоа толку долго го работите? Да. Затоа не се откажувате? Не се откажувам и најголема казна за мене би било да ми забрано да сликам. Так. Ефимија, нам ни останува само уште да ги поканиме и гледачите. Летото календарски еве го најавуваме, ќе имаме топли денови. Причина повеќе доколку нашите гледачи размислуваат каде да појдат, зошто да не во Вевчани. Посетителите кои што се гостуваат во овој летен период неминуелно доаѓаат во Вевчани, дали тоа се однесува на природата, дали тоа се убавата храна, бројните ресторани и кафулиња кои што се тука, или пак уметноста и ресторани, кои што нудат поширок спектар на активности, така да ние сме спремни во едно и во друго поле да ги пречекаме гостите кои што ова лето. Благодарам за вклучувањето на Skype. Господине Попчев, благодарам за гостувањето во утринската програма. Ние повторна средба закажуваме по завршувањето на колонијата да сумираме впечатоци, да видиме каква уметност ќе даде ова 12-то издание. Благодарам. Не се сомневам. Не се сомневам ни јас. Благодарам уште еднаш.